Ние сите знаеме каде работиме и тоа е наша предалба. И покрај целокупната заштитна опрема и познавање како таа да се користи, што е многу значајно да таа заштити. Сепак сме изложени на еден континуиран на контакт со ковид и ризиците секогаш ќе бидат поголеми и покрај се. Се трудиме сите возможни мерки за заштита да ги примениме и она што значи лична опрема, меѓутоа и она што значи пракса и минимизирање на можноста за загадување, и со проветрување, и со филтрација на воздух, и со различни простирки кои се со соодветни дезинфициенти натопени, како и редовно чистење на клиниката. Тоа за сега функционира, според бројката на некој кој можел да биде инфициран од здравствен персонал на клиниката, и се надевам дека така до крајот на оваа наша интензивна работа на ковид ќе остане така. Кажи ми, дали од делов на заштитна опрема имате се што ви е потребно и во доволни количини или треба помош? Да, имаме се што ни е потребно и во доволни количини. Количините се надополнуваат низ време, нели? Не можете да чувате толкава голема количина од еднаш на едно место, но не сме останале во момент да стравуваме за лична заштита опрема. Вашиот пример као први у линијата на отпорот према ова зло, да го истакна малце повеќе и во јавност. Има се разбери други луѓе кои учествуваат во целата оваа операција наречена одбрана од COVID-19, меѓутоа вие сте први и вие сте практично најреспектибилни во таа смисла, со највисоки можни референци. Не би ве задржувам многу, ви посакувам успешна работа и што помалку работа. Ви посакувам што помалку лоши вести да доаѓаат од вашата клиника, бидејќи ако од вашата клиника доаѓаат убави вести за оздравени и за помалку заразени, тогаш и во цела држава ќе биде така. Ние политичариве мораме да ве слушаме вас, што вие ќе препорачате така да биде. Јас се надевам дека на крај као порака до најширокото граѓанство ќе имате нешто да кажете и во таа смисла дека меркиве кои се сега на сила околу ова, како го нарекуваат поново се физичко или социјално дистанцирање, дека треба да останат на сила, бидејќи тоа е практично најдобрата превентивна мерка да не дојдеме до кај вас. Председателе, огромна благодарност пред се за поддршката. Времето кое што вие велите дека ни го одземате за нас значи мотивација да продолжиме да се бориме соодветно. Се надеваме дека вака ќе остане, свесни сме за ризикот и опасноста и свесни сме и за товарот кој што го носи клиникава, но се надеваме дека ќе бидеме гордост и на државата и на нацијата и дека успешно ќе се справиме со кризата. Ви благодарим уште еднаш на целокупната поддршка. Така, бидете поздравени и издржете, сите сме со вас. Фала. Пријатно.